Со повлекувањето на учебникот по историја и општество за пето оделение пред самиот крај на школската година, Министерството само го докажува несериозниот пристап кон воспитно-образовниот процес. Остро реагираат експертите кои работеа на забелешките кон спорниот учебник. Откако Алфа вчера објави дека директорите добиле налог учебникот да го повлечат од употреба. Од Сдруженијето на историчари посочуваат дека уште во декември поднеле барање за негово повлекување, но МОН по 6 месеци одлучи да го повлече учебникот. Со ова се нанесуваат непроценливи штети и негативно ќе се одрази врз развојот на учениците. Неписмен човек е подобро отколку накриво научен човек, бидејќи оној што е апсолутно неписмен сепак има шанса да научи, оној што е накриво научен, во суштина вие му ја одземате шансата понатаму да се развива правилно, бидејќи она основа која што сте ја ставиле не е соодветна и врз неа скоро па и ништо не може да се надгради. За учебникот се изработени 30 страни со забелешки, а се надминати и законски дозволените 30% грешки. Учениците мораат да учат дека источен сосед ни Албанија, западен Бугарија, или пак дека стариот век се поклопува со античката историја и дека Марија Кири е добитничка на 2 Нобелови награди за наука, иако такви не постојат. Со овој учебник државата фрли во оган над 14 милиони и 800 илјади денари. Целиот учебник сума сумарум за мене е ужас во боја. И до сега не се случило, барем според она што јас се сеќам, еден учебник да биде комплетно повлечен заради грешки. Досега можете и да проверите, но досега имало парцијални повлекувања, но целосно да биде повлечен учебник по историја досега не се случило. Од Сдруженијето на историчари остануваат на ставот дека предметот историја во 6-то оделение треба да остане како посебен предмет. Очигледно оваа школска година петооделенците го носат најголемиот терет во воспитно-образовниот процес. Пред самиот крај конечно добија учебник по македонски јазик, но останаа пак без учебник по историја и општество.